познато дека општина Карпош е број 1 во плаќање на данок. Може ли да ни кажете на што пред се должи тоа? Па, таа наша наплата на данокот на имот пред се должи на макотрпната работа која што општина Карпош и одделението за утврдување наплата на даноци, такси и други наместоци, буквално секојдневно, во било кој период од годината, ангажирано работиме на таа проблематика. Во моментов е акцијата за дистрибуција на даночните решенија за 2016 година. Од прилика за територијата на општина Карпош треба да се поделат 28.000 даночни решенија на исто толку даночни обврзници. Од тие 28.000 даночни решенија, негде од прилика 15.000 даночни решенија се чисто решенија за утврдување на данок на имот за 2016 година, 8.000 нешто решенија се решенија за данок на имот за 2016 плюс опомени за неплатен данок на имот за 2015 година. Значи паралелно спроведуваме две постапки. Едната постапка е дистрибуцијата и доставата на решенијата за 2016 година, другата постапка е опомени за 2015 тие даночни обврзници што не го имале подмирено долго за 2015 година. Овие даночни решенија кои ги споменувате за 2016 година, иако граѓаните претпоставам знаат, но би било да им кажеме до кога најдоцна може да се платат. Па вака законот тоа децидно го определува 15 дена од добивање на решението или квартално во средина на секој квартал. Народски кажано, значи негде ако го плаќаат на рати, може да го платат до крајот на годината. Доколку е одлучат таа варијанта кој што законот им дозволува, доколку не 15 дена од приемот на решението. Рековме дека Карпош е број 1 во плаќање на данок, сепак дали се случува никогаш да има и дел од граѓаните кои не го прават тоа во рокот? Апсолутно да, затоа сме ние тука. Значи не може секој 100% да ја исполни врската, ради одредени X причини. Ние како сектор за финансии, одделението подочно за утврдување наплата на данок на имот, ажурно води евиденција кои граѓани какав долг имаат, во кој момент тој долг е доспеан. Со самото доспевање ние преземаме процедури заедно во координација со градот Скопје за нивно опомене, понатака се следи присилна наплата. Кажавме дека сега е времето кога нели се доставуваат оние решенија кои што треба да се платат во текот на оваа година. Што ќе се случува понатаму во идниот период до крајот на годината? Какви се плановите? Па вака, нас проценката ние доставата на решение за 2016 година најкасно се заврши согласно законските рокови кои што ни ги препишува законот, негде од прилика околу 1 мај. Со тоа што автоматски више даночните решенија стануваат после рокот на доспеаност доспеани. Понатака ние си ги следиме секој даночен обврзник поединечно, дали го плаќа данокот квартално, дали го плаќа во рокот тие 15 дена, пуштаме опомени за присилна наплата, тоа околу наплатата. Во теков моментално се тече она постапка што ја разговаравме претходниот пат за утврдување на непријавениот данок на имот, таа си више константна, 2 години си се спроведува и впрочем може се види успешноста на таа постапка. Од лани за годинава даночната база на даночни решенија не си има зголемено за негде од прилика 3 до 4.000 даночни обврзници ново откриени, кои што во минатиот период воопшто не плаќале данок на имот. Може и да споменеме нешто што можеби дел од граѓаните и не го знаат, дека доколку не знаат колку должат кога станува збор за данокот на имот, тоа можат да го погледнат и по електронски пат. Така, точно. Значи со самава достава на даночни решенија, секој даночен обврзник се добива јузернем и пасворд. Пасвордот е неговиот матичен број, јузернемот рандом го определува системот во град Скопје. Со таа лозинка и пасворд секој даночен обврзник преку електронскиот систем на град Скопје за е-даноци може да си провери точно колкав е неговиот долг, за колкав имот плаќа данок на имот, која е даночна стапка, видот на имотот за кој што е оданочен, за целокупната буквално историјат на тој имот за конкретниот даночен обврзник. Таа е новина која што спроведе град Скопје во соработка со општините во градот Скопје, која што се применува више 6 месеци и мислам дека тоа е еден од полесните начини секој граѓанин да се информира сам за својот данок. Буквално да нема потреба ние да чека од нас било какво помена или понатака некој решение за присилна наплата. Така, иако ова трае само 6 месеци, имате ли некакви информации, какви резултати дава? Па, ние сме задоволни како општина од моментално решение кој што го има
град Скопје за даночниот систем. Нормално си имал некои мани, самиот систем во процедура на изработка, сите наши забелешки што се доставени до град Скопје се прифатени, самиот даночни обврзници, граѓаните поточно им е многу олеснат начинот на информирање и на ажурирање на самиот нивни данок на имот.